Ајде здраво живо, драги мои гледачи, кади да се наоѓате по светот, вие сите што ја гледате емисијата Вкусот на традицијата. Голем поздрав од Етно село Тимчевски, каде што заедно со нашата екипа од Алфа телевизија си ги подготвуваме рецептите на денот. Секогаш сакам да направам нешто убаво, сладко, што ќе ми се залепи за душа и вака и за понадоле. И нешто што е во моментот актуелно и што го има. На пазарот се повеќе и повеќе ќе го забележите присуството на смоквите. На пазарот е преполно во моментот со овие зрели, вкусни, благи, шербетли смокви. Посебно ги имаме смоквите во јужниот крај на Македонија. И од нив може да се направи сладко, мармалад, милибро да направите, колачиња. А кога би ги знаеле сите низини хранливи вредности, јас верувам дека многу повеќе би обрнале внимание во кујната. Значи ги има речиси сите можни витамини А, С, Б, минерали, магнезиум, калциум, значи што нема во смоквата. И дека може да ја вкусат и да ја применуваат и оние што се на диета, оние што се грижат за здравјето на срцето, на кожата и така натаму. Ние денеска ќе направиме едни вкусни колачиња од комбинација смоква, јаболко и морков. Значи сите овие три нешта ќе бидат главниот состав на колачето. Ке ни требаат 2 до 3 смокви, зрели, меки, сочни. Ке си земете една ваква шоја, една ваква или чаша или шоја. 2 такви чаши рендано јаболко. Една чаша рендан морков. Како што реков, 2 до 3 големи смокви. Ке ни треба половина чаша шекер, ке ни треба половина чаша овесни снегулки, ке ни треба половина чаша брашна, може и малку повеќе. Ке видите вие према составот, значи може би ке треба малку да се достави, едно пакетче прашок за печиво и половина чаша маслиново масло и едно пакетче ванилин шекер кој што ние го ставивме во шекерот овде. Како што гледате, за овој колач не ни се потребни ниту путер, ниту јајце, ниту ништо, значи можеме да кажеме слободно дека се работи за еден посен колач. Посен, а исто така чоколадо за готвење, кој што исто така посно, 100 грама ќе ви треба за одозгора да го прелиеме колачот или едноставно, ако немате чоколадо, намачкајте го со мармалад или ако немате мармалад, ставете шекер по прав. Да преминеме на работа. Ќе ви треба тавче број 24 за овој колач со хартија за печење. Моето тавче е број 26, затоа ќе биде малку пониска. Што правам прво? Ги ставам јаболката, ќе ми треба и една лажица за мешање. Ќе го ставам ренданото јаболко. Ренданиот морков. Ќе го ставам шекерот. Ако имате кафеав шекер, ставете и кафеав шекер. И ќе го оставам вака малку, со лажицата малку ќе притискам. Да пуштат вода и јаболката и морковот. Вака. Баш станува збор за здраво колаче. Се извинувам во потребните состојки, заборавив да ви кажам дека ќе треба 1,5 децилитар кисела вода или
Уште малку имајте резерва. Зависи, значи, овесните снеголки и брашното, колку ќе впијат. Така. Сега со шекерот, ќе видите за скоро време ќе пушти многу вода јаболката. Така. Го ставам настрана. Сега ќе ја насечкам смоквата. Значи, таа е, пошто е многу зрела, ќе се раскашави се, но не грижете се. Убаво измиена претходно. Обожувам смокви. Сега и смоквите ги додавам кај јаболката и кај морковот. Така, сега и ова ќе го промешаме и со благо притискање на лажицата. За овој рецепт не ви треба ниту миксер, ниту лажица за матење. Сега толку многу ќе пушти и смоквата и кога ќе споите, како оние готови штрудлички вкусот ќе го им, еве го готово и колку многу течно спушти. Од мешано овошје, таков вкус ќе добиете на крајот. Кога ќе се испече, така. Сега ќе го додадам маслото. Половина чаша маслиново масло. Ако немате маслиново, ставете обично. Повторно промешувам. Сега ќе го ставам пецивото. Промешувам. Ќе ставам половина чаша кисела вода. И ќе оставам резерва. Ги ставам овесните снеголки. Доколку немате овесни снеголки, воопшто нема да биде штета да ставите цела чаша брашно. Значи ви ги кажувам сите опции дека верувајте ништо нема да биде поразлично. И овие колачиња пред да се печат ќе ги оставиме 15 на минути да отстојат. Да набабрат овесните снеголки. А ги имате во сите маркети, ги има и ефтини се многу. Така. Сега го ставам и брашното. Мислам дека тамане нема да ми треба уште да додадам, не. Или може би ќе треба уште малку брашно да додадам, може уште една лажица. Ајде, уште сосем малку. Така. 2 лажици доволно е. А по вкус и по желба, ако сакате, можете и малку цимет да ставите или морско оревче. Одлично, супер. Еве, вака треба да биде густината. Ние ќе извадиме коцкички или штанглички. Колачот е готов.
Кога ќе биде испечен, ќе му ставам и мармалад од озгора, или пак чоколадото секако, па може и прав шекер, значи сите опции што ви ги кажам. Сега малку ќе ставам масленце од оздола, така. Убаво ќе го нанесам рамномерно, секаде да не ми се залепи колачот, но можам да му ставам, затоа што тука нели немаме јајце, немаме пропратни работи, затоа може да не ми лепи, обично ваквиот состав на колачиња лепат, ќе го набрашнам малку. Така. И оно убаво ќе се испече. Така. Сега го ставам колачот. Тестото за колачот. Смесата, која што ви кажав дека прво ќе отстои и потоа ќе оди на печење. Прво на 200 степени, а потоа на 180, повеќе можеби 40-45 минути. Ете така. Ќе го распределам одеднакво. Ете така, нашиот колач со мешаното овошје и со морковот е веќе подготвен да отстои, оди на печење. Се гледаме со вас на трпезата која ќе го поставиме да го пробаме. Сега ќе се насладиме на овој превкусен посен колач со смокви, јаболка, морков и со сите убавини. Значи, колку може да биде едноставен колачот, а вела дека тајната на убавината е секогаш во едноставноста. Како кај луѓето, така и во десертот, и во храната, и соленото јадење и се. Ајде сега да го пробам, меке како душа. Кога ќе го направите овој колач, верувам дека редовно ќе биде на вашето мени. Па вие не знаете која чудеси е ова. Како крцка тие семчињата од смоквата. Јаболкото му дава сочност, му дава свежина. Морковот му дава некоја друга нота и го бојува и му дава, значи, се на се, сите заедно во една хармонија, морков, јаболко, смоква, излегува еден ваков колач. Прекрасно. И ме прашуваат, Адријана, дали навистина секогаш е се толку добро од рецептите кога ќе се сервираат на трпезата? Верувајте ми, јас до сега не сум пробала нешто што е помалку од фантастично. Затоа што сум уживател на ова наша вкусна традиционална кујна и се предава со љубов. И вела дека добро одбраниот збор може да отвори сечија душа, но и да затвори нечија уста. Затоа внимавајте што ќе кажете. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата и направете го овој колач. Довидување!